Добро вечер, Кочани. Навистина сме на прав пат. Ние како државотворна партија, токму како што не најавија, европска, модерна партија, постојано сме во контакт со граѓаните, постојано сме на терен и токму затоа ми е чест што денеска на оваа трибина ќе може да ги дискутираме, разговараме кои се успесите, кои се постигнувањата, што се направивме за нашите граѓани, сограѓани и што уште останува, а треба заеднички да го направиме и ќе ми биде мило на крајот да имате прашање, да имате препораки, како понатаму исправно да продолжиме и како да останеме на правиот пат. Она кое што може да го кажеме дека ние покажавме дека платите во нашата држава може да растат, дека градежна офанзива има, дека патот по кој што се движиме е Македонија демократска, Македонија праведна, Македонија за сите граѓани. Она кое што 11 години се случуваше, беше уништување на државата на сметка и на грбот на секој еден граѓанин. Но денеска тоа е поинаку. Платите просечно пораснаа 2000 денари, минималната плата, токму што е важна за овој ваш регион, за најкритичните гранки во државата порасна и до 4000 денари. Но минималната плата денеска, ако тогаш изнесуваше 8500, денеска изнесува 12500 денари. И тоа се многу повеќе пари во джебот на секое семејство. Но тука не застанавме. Многу скоро владата, премиерот Зоран Заев, јас како министерка и вице-премиерот Ангјушев ќе најавиме ново покачување заедно со синдикатите и стопанските комори, затоа што нашите работници, затоа што нашите граѓани го заслужуваат тоа. И со години бевме сведоци дека имаше една група на наши другари, наши пријатели кои што по улиците ја бараа правдата, а тоа се стечените работници. Знаете дека со години тоа прашање се избегнуваше и не се решаваше. Но за овој регион и тоа прашање беше многу важно, а тоа е дека ние за само 2,5 години решивме повеќе од 11.000 стечени работници и тие ќе добиваат 8.200 денари до нивното пензионирање. Во собранието има и нова законска измена, кое што е дополнителни 1000 стечени работници ќе добијат осигурување или надомест од 8200 денари до нивното пензионирање. Со тоа, наши 12.000 сограѓани добија поквалитетен живот и можност да си ги преранат своите семејства. Она кое што дополнително се случуваше преку Министерството за труд и социјална политика, а тоа е дека 300.000 граѓани добија поквалитетен живот само со социјалната реформа. Социјалната парична помош се зголеми за околу 300%. Воведовме детски и образовен додаток. И тоа не е малку. Затоа што сметаме дека како партија можеме да направиме, но и како влада, секое дете да има право на еднаков старт, еднакви можности. И ако детски додаток прима околу 3000 деца во минатото, денеска повеќе од 20.000 деца добиваат детски додаток. И со тоа тие имаат поголема шанса да го остварат своето образование и да живеат поквалитетно за да понатаму ги извлечат од сиромаштија своите семејства. Инвестицијата во секое дете е вистинска инвестиција, затоа што е иднината која што доаѓа. Денеска со гордост велисме дека сме на прав пат, затоа што ја создаваме иднината и затоа што си ја градиме државата. Она кое што сигурно ве засега, гледам дека тука има многу повозрасни, тоа се пензиите. И ние сме на прав пат, не само заради тоа што го стабилизиравме пензискиот фонд, затоа што пензија нема да имаат само повозрасните денеска, туку пензија ќе може да дочекаме и ние помладите што денеска уплаќаме во фондот, а тоа го направивме со праведна и со сигурна политика, туку и пензиите просечно растеа, како што си растеа и платите, согласно растот на економијата. Но што е тоа што законски им го гарантиравме на пензионерите? Дека ако расте економијата, ако имаме вработувања, ако растат платите, ќе растат и пензиите. И тоа премиерот го вети. И на почетокот на наредната година, во првиот квартал од годината, пензиите ќе растат вонредно или дополнително и на тоа ќе останат усогласувањата кои што се во закон, затоа што тоа е праведен систем, тоа е систем кој што може да се одржи и да донесеме пензија и за вас, но исто така и да има пензија и за идните генерации. ВМРО ДПМН со години бевме сведоци дека ги понижуваше најранливите, најсиромашните, но тоа ние не го правиме. Во оваа општина воведовме и здравствено-социјален сервис кој што се грижи и за повозрасните, но и за посиромашните од руралните средини. И тоа е една убава услуга која што заедно со општината мора да истакнам ја направивме и е посета во домашни услови на оние кои што
потешко стигнуваат до лекар или до социјален работник. Сега медицински сестри заедно со социјален работник ги посетуваат во нивните домови и им овозможуваат услуги кои што порано не им беа достапни. Како Министерство, 91% од капиталните инвестиции минатата година ги остваривме. Зошто? Затоа што градиме градинки, градиме социјални сервиси за граѓаните. Токму и во општина Кочани потпишавме договор и многу скоро ќе почне изградба на нова детска градинка која што ќе биде најсовремена и која што ќе ги има сите еколошки стандарди. Дополнително во село Тркање направивме центар за ран детски развој кој што ќе ги обслужува децата од таа рурална средина. Со ова може да кажеме дека навистина инвестираме во квалитетот на живење на сите граѓани во општина Кочани. За да можеме да имаме квалитетни услуги во предучилишно образование и во центри за социјална работа, мора и вработените да се мотивирани. Ако растат минималните плати, треба да растат и платите на овие наши сограѓани. 27% се зголемија платите во центрите за социјална работа и 21% се зголемија платите на вработените во градинките. Ова дава за право да кажеме дека сега тие мора да нудат многу поквалитетно предучилишно образование и многу поквалитетни социјални услуги, затоа што тоа е потребно на нашите сограѓани. Она кое што останува во општина Кочани да го направиме е да социјалните станови кои што се изградени и кои што се доделени се вселат и со тоа да обезбедиме поквалитетно домување на овие наши сограѓани кои што многу скоро ќе може да се вселат во овие станови и да ги остварат потребите на нивните семејства. Овде и како министерка и како потпредседателка морам да истакнам дека за да се ова го оствариме, вложивме навистина многу напор и се посветивме многу. Но сакам пред сите вас вечерва да ветам дека ќе продолжиме со исти интензитет и понатаму да ги надминуваме сите предизвици, да ги решаваме сите проблеми на граѓаните, затоа што само тоа е единственото кое што не мотивира. Среќни граѓани се оние кои што може да ја движат државата напред. И токму на прав пат сме да обезбедиме секое дете да биде извлечено од сиромаштија, на прав пат сме пензионерите да имаат достоинствени пензии, и токму за пензионерите воведовме државна пензија и 160 корисници од руралните места околу Кочани користат државна пензија и тоа директно влие на квалитетот на живот на старите лица. На прав пат сме да го олесниме животот на ранливите категории на граѓани. На прав пат сме Македонија да стане демократска, праведна, европска земја на која што ќе бидеме сите ние горди. Благодарам.